Учиме за филм. Здраво, другарчиња! Денес решив да ве запознам со магијата на филмот. Во слободно време јас обожавам да гледам филмови. А вие? Одлично! Значи, имам исто хоби. Да ве прашам, дали знаете како почнале да се создаваат филмовите? Не? И па време е да дознаете. Може да ги повикате и поголемите другарчиња, па и тие да се запознаат со оваа забавна уметност. Знам дека тие се големи и не сакаат со мене да се дружат, но тоа не е важно. Важно е што ќе имате можност да слушнете многу корисни нешта поврзани со филмот, па секој е добре дојден. За почеток, што е филм? Филм е форма на културата позната како седна уметност и представува вид на комуникација која користи движечки слики и звук со цел да се раскажат приказни или да се помогне на луѓето да научат за нови идеи. Постојат многу видови на филмови. Драма филмовите раскажуваат фиктивни приказни за луѓе. Акционите прикажуваат приказни за бркотници и борби. Вестерн филмовите раскажуваат за тоа како живееле каубојците во 19 век. Војните прикажуваат војни или битки, анимираните користат цртани слики создадени со рака или преку компјутер да раскажат типа фиктивна приказна. Има и други филмски жанрови, како комедии, трилери, музички филмови, хорор, научно-фантастични. Некои филмови се мешавина од два или повеќе жанра. Да бидам искрен, многу сум љубопитен да слушам како се создава филмот. Дали вие, другарчиња, сте љубопитни? Одлично. Во тој случај да го повикаме другарот детективко Сивко 007. Знаете си кој глумеше во еден познат филм, па затоа мислам дека тој може да најдобро да ни објасни на сите. Ајде да го повикаме сите заедно. Може? Детективко Сивко 007. Детективко Сивко 007. Дојди да ни раскаже за тоа како се создаваат филмовите. Кој ли се зема слободно да ме вика во оваа незгодна доба? Да манки ги открие соптите за задачите со групите. И сега што да правиме? Лесни петки нема да славиме. Изгледа сеќе мораме да научиме и помалку да се помачиме. Ајде да се јавам кај Стокото. Сигурно тој ме вика. За ме исто сака да се слика со мене познатиот детективко Сивко 00. Ало, другар Стокото. Во што ме бараш? Овој пат за филм знаење шараш? Ало, и здраво, другар Славен. На овој час решив ти да си главен. Но не те гледам. Каде се криеш? Чеки да видам под кебето да не спиеш. Како так? Ако спијам, нема да знам дека те интересира како филмот се креира. Не, за да бидам успешен во детективските задачи, кога ги стражувам, морам да се камуфлирам и да се какви костими да се наскривам. Да, во право си. Јас заборавив колку си вреден и во работата посветен. Прости ми те молам. И раскажи ни за филмскиот пат до телевизискиот екран. Може би ти просам, а колку часа со твоето прсти вижаваче, но ќе не мачкаме се навестам. Другари, ве замолувам трпеливо да ме слушате додека ви раскажувам. А ти, Стокотко, оди до подвонот и да не се напидиш, а? Секако. Со задоволство ќе побрзам да те нагостам. Значи, другари бак, за еден филм да се создаде најпрво се едно пишува сценарио кој е всушност приказна за филмот напишено со објавно. Продукцијата се движи за филмскиот дел на филмот. Музите звучат етниките и акциите кои ќе треба да изиграат. Режисерот им кажа на глумците што како треба да направат, па камераманите снимацијата преку филмска камера. Монтажерот ги составува тоа сниманите сцени, тоа мајсторот снима музика, звуки, ефекти и истите ги Снимање на филм. Филмовите најпрво се покажуваат во кино, а потоа на телевизија. Изборот дужината на траење филмовите може да бидат долгометражни и краткометражни. Во играните филмови приказната трае приближно 3 часа и таа може да биде случка од вистинскиот живот или измислена приказна од автора. И серијски филмови каде една епизода трае околу 30 на минути. Серијските филмови се снимаат по седмици, серијата може Играни и серијски филмови од светската и македонската продукција. Сам дома, Дневникот на Ана Франк, Стела, Баскет, Супер бабичка, Големи и мали, Умни глави, Пипи долгиот чорап и многу други. Филмовите може да обработуваат и теми и содржини наменети за помлада публика, за деца и млади. И тие може да бидат снимани со глумци, реални луѓе, како Лиси се враќа дома, Потрага по среќа или Ослободите го Вили. Или анимирани филмови, каде што ликовите се нацртани. Такви се Кристофер Робин, Малиот принц, Питер Пан.
Некои филмови наменети за деца и млади може да бидат снимени со вистински луѓе глумци, истовремено да има анимирани ликови, но измислени ликови кои носат маски изгледаат сосема нереално, или пак животни кои зборуваат и се однесуваат како луѓето. Такви се зајакот Петар, Манџија, Каспер. Мечето уште. Еден таков, друг онаков. Знаете ли дека од вчера имам нови соседки? Живеат во мојата визба и не заземаат многу место. Нема што да се жалам, симпатични се, само малку се плашливи и несмели. Ке треба од време на време им се помогне. Документарни филмови. Доколку во филмот се раскажува за вистински случаи, во него учествуваат протагонисти луѓе од реалниот живот, тогаш тој филм е документарен. Документарниот е научно образован филм снима за образовни цели. Овие филмови најчесто обработуваат теми од историјата, науката и спортот, политиката, географијата, биологијата и слично. Ајде да го погледнеме филмот Медена земја. Историја на филмот. Прв филм во светот, The Horse in Motion, или Коњ во движење од Едвард Мујбридж. За татко изумител на филмот се смета Луле Принц, французин со неговиот прв краток филм Сцена од Раунхејската градина, снимен 1888 година. Првиот анимиран филм за деца во светот е Фантасмагорија, снимен 1908 година од Емили Кол. Да, така е, нема глас. Тој е нем филм. Првиот краток филм во светот добитник на Оскар за оригинално дело е La Balloon Rouge, или Црвениот балун, снимен 1956 година од Алберто Ламорис. Главна улога во филмот ја има неговиот син Паскал. Историја на филмот во Македонија, а воедно и на Балканот. Браќата Манаки од Битола во 1905 година го снимиле првиот филм на Балканот, викал Баба да испина. Филмот се раскажува за една 113 годишна жена која преде на фурка и живеела 3 века, 18, 19 и 20 век. Тоа е бабата на Манаки.
Првиот игран филм во Македонија Фросина снимен 1952 година. Инсерт од филмот Фросина. Kada va tenuto? Nešto, bega što ne upočinu sam. Ja? Бега. С ти покъсте това да нарите, инако би те поправи. Добре, да се ушина, да не съм сама. Значи ви требате? Сега? Друга, ще може ли да се приберете някой от нас? Само за малко. Ама, какви луги сте вие, контрабандисти? Не. А лоши луѓе не. Само јас ќе останам. А другарот ќе се врати уште ноќта. Точно, јас ќе останам. Каде мене ќе дойдеш? Каде ми е тука? Близо. Сколько ты что мыслишь? Даже зачем внимательно слушать все это слушать? И дали нам все, что могут закончить это, да? Искрено, не знам. Јас мислам да ги повикаме да играме еден квиз. Па ќе видиме кој колку се трудел и учел, а кој во себе бунтувал и бушал. Другарчиња, да повикувам да се не преваруваме и тимски да погодуваме на прашањето квизот што ги подготви детективко Сивко 007. Добре, да јас ќе го подготвам. Всушност ќе го подготвив. Квиз за филм со Скокотко и Детективко Детективко Сивко 007. Сивко 007. Како се вика првиот снимен филм во светот? Фантазмагорија, Коњ во движење или Фросина? Коњ во движење. Да провериме. Браво! Како се вика првиот филм снимен во градот на Малака? Баба Деспина, Баба Мира или Баба Стојанка? Баба Стојанка? Не е добро. Баба Мира? Не? Па да, се разбира, Баба Деспина. Токму така. Како се вика првиот анимиран филм направен за деца? Фрозен? Замрзнатото кралство, нели? Бамби? Или Фантазмагорија? Фрозен? Секако дека не. Фантазмагорија? Да, супер. Кој го пишува сценариото за филмот? Режисерот, продуцентот или сценаристот? Се разбира. Сценариото го пишува сценаристот. Одлично. Во анимираните филми глумат Нацртани ликови, вистински глумци или протагонисти 1, 2 или 3. Точно така, нацртани ликови. Браво! Тоа е се народен. И благодариме на вниманието. Довидување, до следно видување.